Собранието на Република Македонија денеска на 94-та седница го избра Ненад Савески за нов државен јавен обвинител. За неговиот избор гласаа 66 пратеници, 2 беа против, а 8 се воздржаа. Предлогот за изборот на Савески го образложи вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, кој нагласи дека на државата и се потребни правда и владење на правото, како и процесирање на случаи кои ќе придонесат за подобрување на имиџот на обвинителско-правосудниот систем. Николовски го оцени Савески како професионалец без дамка во својата кариера. Савески, кој моментално е судија во Основниот кривичен суд Скопје, беше номиниран од владата на 10 март по оставката на поранишниот државен обвинител Љупчо Коцевски. На изборот учествуваа 5 кандидати. Ненад Савески е роден во 1976 година во Гостивар, магистер е по правни науки, казнено право. Студиите ги завршил на правниот факултет Јустинијан I при УКИМ во Скопје. Правосудниот испит го положил во 2003 година. Од 2006 година е судија во Основниот кривичен суд Скопје, во одделот за организиран криминал и корупција. Претходно работел како јавен обвинител и стручен соработник во Основниот суд Гостивар. Савески има значајни меѓународни и експертски ангажмани. Бил експерт по ОПСЕ, Националната конвенција за Европската унија, поглавје 23, како и во проекти на Советот на Европа, ОПСЕ и УСАИД. Член на работни групи за судски и законски реформи со искуство во посебни истражни мерки, притвор и кривична постапка. Предава во Академијата за суди и јавни обвинители, е национален тутор во програмата на Советот на Европа и обучувач за човекови права и кривично право. Автор и коавтор на стручни публикации, водичи за слобода на изразување, клевета, конфискација на имот, право на приватност и други теми од областа на казненото право. Зборува македонски, англиски, германски, српски и основен албански јазик. Изборот на Савески се смета за клучен чекор во ојакнењето на независноста на обвинителскиот систем и унапредувањето на владењето на правото во земјата, велат надлежните. Вчера 119 македонски граѓани се вратија во земјава со чартер лет организиран од владата, со што се заврши целосната евакуација на сите македонски државјани, кои се пријавиле за враќање од кризното подрачје на Блискиот Исток. Со последниот 5-ти лет кој слета на меѓународниот аеродром Скопје, евакуирани се вкупно 147 патници, меѓу кои 119 македонски и 28 странски државјани. Од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија истакнаа дека вкупно 605 македонски државјани беа евакуирани, со што заврши процесот на враќање на сите кои побарале помош. Министерството посочи дека државата навремено реагирала во кризни услови, обезбедувајќи заштита на своите граѓани, но изразувајќи солидарност кон странските државјани од регионот и пошироко. Безбедноста на граѓаните останува највисок приоритет, а СОС телефонската линија и контактите на дипломатско-конзуларните представништва и натаму се активни и достапни, велат од МНР. Предходно беа организирани летови од Ријад, Саудитска Арабија, Дубај, како и од Шарм ел Шејк во Египет, за извлекување на 6 македонски државјани од Израел. Овој процес ја потврдува навремената и координирана реакција на државата за заштита на граѓаните во услови на меѓународни кризи, велат надлежните. Врховниот суд на Република Македонија денеска ја одби жалбата за вонредно преиспитување на пресудата на Васил Јованов, кој минатата година на пешачки премин во Скопје ја прегази и усмрти Фросина Кулакова. Со оваа одлука неговата казна од 13 години затвор останува непроменета. Јованов веќе нема правни можности за облажување на казната. Од Врховниот суд информираат дека постапувајќи по кривичниот предмет на седницата одржана на 11 март 2026 година, барањето поднесено преку неговиот бранител било одбиено како неосновано. Пресудите на Основниот кривичен суд Скопје и на Апелацијниот суд Скопје остануваат во сила. Првично Јованов беше осуден на 12 години затвор, но Апелацијниот суд ја зголеми казната за 1 година, нагласувајќи ја сериозноста на делото. Инцидентот се случи кога Јованов без возачка дозвола под дејство на алкохол и на црвено светло удрил во Кулакова која поминувала на зелено светло, при што таа починала на лице место. Судските документи наведуваат дека неговото однесување представува тешко кривично дело против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Случајот предизвика големо внимание во јавност. Судските инстанци го следеа процесот од првиот ден до завршната присуда, потсетувајќи на важноста на безбедноста во сообраќајот и одговорноста на секој учесник на патот.
Министерството за внатрешни работи информираше дека во текот на изминатото деноноќе 8 возачи биле лишени од слобода за безобзирно управување возило. Меѓу нив имало 5 лица кои управувале возило без возачка дозвола, 2 кои управувале и покрај активна забрана и 1 воzač кој управувал трактор под дејство на алкохол, предизвикал сообраќајна незгода и го напуштил местото. Инцидентите се случиле на повеќе локации низ државата. Во Скопје 2 возачи управувале без возачка дозвола. По 1 возач без дозвола бил регистриран во Битола и во Гостивар. Во Струмица пак возачот без дозвола управувал возило кое претходно било украдено од двор во Гевгелиско Прдејци. Возачот од Македонска Каменица кој управувал трактор под дејство на алкохол предизвикал сообраќајна незгода и го напуштил местото на настанот. Дополнително, во Скопје и во Кичево биле регистрирани возачи кои управувале возило и покрај активна забрана. МВР соопшти дека по целосното документирање на случаите ќе бидат поднесени кривични пријави против сторителите. Од Министерството апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и прописите, да не управуваат возило без положен возачки испит, да не игнорираат изречената забрана за управување и да не управуваат под дејство на алкохол, со цел да се обезбеди побезбеден сообраќај за сите. Во текот на ноќта и утрово безбедносната состојба на Блискиот Исток дополнително се влошила со удари врз повеќе држави и нови жртви. Во либанската претстолнина Бејрут израелските воздушни напади продолжија, при што делови од центарот на градот се претворени во урнатини. Либанското министерство за здравство соопшти дека загинале најмалку 10 лица, 27 се тешко повредени. Израелската армија издаде наредба за евакуација на Јужен Либан, најавувајќи нови напади врз премините преку реката Литани. Во Иран медиумите јавуваат дека е погоден петрохемиски комплекс на гасното поле Јужен Пас. Израел тврди дека во напад во Техеран е убиен министерот за разузнавање Есмаил Хатиб, но за сега нема официјална потврда од иранските власти. Тензиите се зголемуваат и околу Ормускиот теснец, клучна рута за транспорт на нафта, каде американската војска соопшти дека извела напади врз ирански ракетни позиции. Во земјите од заливот, Обединетите арапски емирати, Катар, Кувајт и Саудиска Арабија регистрирани за одбранбени реакции на нападите. Саудиска Арабија соопшти дека соборила 2 дрона насочени кон дипломатска зона. Во Бахрейн биле активирани сирени за воздушна опасност. Во Ирак, експлозија во близина на американската амбасада во Багдад предизвикана од дрон. Потврдија и медиумите, вклучувајќи BBC и Reuters. Во Израел во нападите загинале 2 лица во 7-та деценија од животот во град во близина на Тел Авив, додека израелската војска соопшти дека Иран лансирал нови проектили кон нивна територија. Ситуацијата на теренот останува крајно нестабилна со ризикот на тамошна ескалација на конфликтот во регионален обем. Министерот за надворешни работи на Иран Абас Аракчи изјави дека иранските напади врз американските цели во Персискиот залив се реакција на преместувањето на американските сили од воените бази во хотели и други објекти во урбаните области. Каде и да се собираат американските сили, каде и да се наоѓаат објектите што им припаѓаат, тие се цели. Можно е некој од овие места да се во близина на урбаните области, рече Аракчи во интервју за Ал Джезира. Тој призна дека земјите во регионот се вознемирени, нивните граѓани страдаат или се загрижени поради нападите, но истакна дека виновник за ескалацијата на конфликтот е Соединетите Американски држави. Аракчи наведе дека Иран смета дека нападите се легитимни одговори на активностите на американските војни и дипломатски објекти. Арапските држави од Персискиот залив се соочуваат со повеќе од 1000 ракетни и беспилотни напади врз американските бази, дипломатските мисии и нафтената инфраструктура, пристаништата, аеродромите и стамбените и комерцијални објекти, при што најголем дел од нападите биле насочени кон Обединетите Арапски Емирати. Медиумите пријавија нови ракетни напади денес. Обединетите Арапски Емирати и Саудиска Арабија активирале воздушна одбрана, додека сведоци пријавиле експлозии во Дубај. Аракчи додаде дека ставот на Иран против развојот на нуклеарно оружје нема значително да се промени, истакнувајќи дека новиот врховен лидер Муштаба Хамнеи се уште јавно не го изразил својот став по тоа прашање. Тој потсети дека поранешниот врховен лидер Ајатолахот Али Хамнеи, кој беше убиен на почетокот на американско-израелската војна против Иран, се спротивставил на развојот на оружје за масовно уништување преку фатва издадена во раните 2000-ти.
Министерот додаде дека САД и Израел не разбираат дека Иран е робустен политички систем кој не зависи од ниту една личност и дека смртта на високи функционери нема да го наруши управувањето. Иранската држава ќе продолжи да функционира и да ги спроведува своите политики без прекини, велат оттаму.